Председателе, почитуван колега, апсолутно никогаш на памет не ми иди, а сметам дека и на никого не треба сите медицински лица, сите лекари да ги ставаме во ист кош, односно за овој конкретен криминал, за оваа голгота низ која што врват граѓаните, има виновници, односно луѓе кои што треба да понесат одговорност, а одговорност понесува менаџерскиот тим, односно тој што е начело на клиниката и актуелен министер. Менаџирањето значи дека треба да се има контрола над една институција, иако ова беше нормална држава и да земеме во наводници дека се во право, како што на почетокот сака да обвинат само некоја медицинска сестра дека го правела ова, тогаш актуелниот менаџерски тим требало да преземат мерки и да го изнесат тоа во јавност, а не да чекаат да публицитет во јавноста да добие, па после тоа да бараат да се вадат од сево ова. Исто така се сложувам со вас дека од време имало злоупотреба во болниците, во клиниките, односно во јавното здравство. Меѓутоа, во извештајот, а исто така и во, можам да речам слободно, во сите медиуми можевме да видиме дека овој актуелниот директор што е економски на клиниката за онкологија, односно неговата мајка била на листата на лица кои што примале терапија, иако немала диагноза дека истата е болна. Сигурно имало злоупотреби и порано, но од екс-министерот Сали, како што кажав и во говорот, можевме да слушнеме дека откако тој го покренал прашањето за ингеренциите на овој актуелниот економски директор, па тогаш почнале политички притисоци врз него и токму заради таа причина бил сменет од министер за здравство, сакајќи целиот случај, односно целиот криминал да се заташка. Тоа го слушнавме сите од устата на еден бивш министер за здравство само пред 2 дена. Благодарам.